Штетите од топлотниот бран во земјоделието и оваа година се големи. Помали приноси има во сите земјоделски сектори, а земјоделците се потешко се борат за приноси и рентабилност. Имаме дефинитивно намалување и по квалитето и по приносот. Веќе сведоци сме и на пазарите дека се помалку имаме производи, градинарски посебно производи. Тоа сето благодарение на тие климатски промени. Најмалку што може за почеток е инвестиција во заштитни мрежи за да се спречи УВ зрачењето, софистициран систем за наводнување и избор на отпорен семенски материјал. Колку земјоделците се подготвени да инвестираат како контрамерка од зрачењето и високите температури? За жал, сето тоа носи средства, пари, а ние во овој момент сме толку финансиски слаби да едноставно не можеме воопшто да инвестираме во тој дел. Од друга страна, експертите одамна сугерираат. На научната мисла мора да и се даде место во креирањето на сорти отпорни на климатските промени. Пред се мора науката да дојде до израз, да со селекција да ствара одредени сорти кои би били прилагодливи и би дали одредени резултати од добри приноси, примерно житарица. Имаме сорти кои се издржливи на висока температура. Имаме можности да произведуваме градинарски култури со одредена заштита од сончевите зраци. Не пластеници, неко да бидат заштитени. Она што особено е загрижувачко е дека климатските промени ќе продолжат и понатаму, а предвидувањата се дека секој лето ќе биде уште полошо за земјоделците. Производувачите ќе бидат се позависни, а производството на храна се поскапо.